Така, Иван, општина Сопиште станува се поатрактивна општина. Многу граѓани одлучуваат да се преселат тука, да купат имот, а се реализираат и многу проекти. Токму на оваа тема денеска гостин во вестите на телевизија Нова е градоначалникот на општина Сопиште, Стевче Трпковски, кој што ќе ни каже до каде е реализацијата на проектите кои се идните планови. Добар ден, господин. Добар ден. Многу проекти се реализирани во изминатиот период во општина Сопиште, имате и многу планови за наредниот период. Можете ли ни кажете што до сега е реализирано? Па да, периодот синхронизирано ги подготвуваме, ги реализираме сите потребни проекти кои што ги бараат и постоечките жители и луѓето кои што сакаат да се доселат со оглед на атрактивноста што имаме како општина. Изработивме детални планови, се уште детални планови се изработуваат или се во фаза на носење. Едни од поголемите проекти кои што ги направивме во изминатата 2016 година се асфалтирање на многу локални улици. Еден мал дел ќе кажам од нив, тоа е асфалтирање на локалниот пат кој што ги поврзува населените места Долно Соње, Чифлик, Барово, Света Петка. Потоа беше асфалтиран локалниот пат кој води до населено место Држилово. Асфалтиравме повеќе локални улици во населените места, улица 24, улица 7, потоа улица 10 во населено место Сопиште, улица 29, тоа исто нов асфалт во населено место Сопиште и канализација, улиците 10 во Долно Соње и улица 6 во Горно Соње. Имаме една нова локална улица која што ги поврзува двете населени места Долно Соње и Горно Соње. Исто така во населено место Добридол асфалтиравме две улици, тоа се улицата 2 и улицата 6. Ракотинци доби пешачка патека. Локални водоводи направивме во населено место Света Петка, локален водовод доби селото Чифлик и во населено место Долно Соње исто така го појачавме локалниот водовод. Како што најавив и на почетокот, голем интерес има за парцели, граѓаните купуваат тука. Работите на нови урбанистички планови, на нови населби? Да, во новите населби веќе познатата населба Сончевград, кој што е во фаза на реализација, односно изведувачот ги изработува локалните улици. Континуирано на тоа се во последна фаза, во крајна фаза, регионалниот пат кој што поминува покрај Сончевград, а истовремено ги поврзува и населените, односно општина Сопиште со општина Центар. Во реализација е еден нов урбанистички план каде што се предвидени 100 градежни парцели. Тие парцели ќе бидат, се надевам, за скоро време на распродажба, согласно програмата на владата Купи куќа за млади. И бројни има неколку помали населби кои што вака приватни компании ги изработуваат и нудат по десетина објекти. Со убав поглед и со чист воздух нормално. Благодарам многу. Се